Жестоки реакции за медиумскиот мрак откако вчера на еден час кабелските оператори ги исклучија сите телевизиски канали со исклучок на јавниот сервис МРТ. Од Македонската медиумска асоциација, која ги обединува 5 национални телевизии, се заканија со кривични пријави и ги обвини операторите за упад во нивните телевизиски програми. Очекуваат владата да не подлегне на уцените и силеџиството од операторите кои сметаат дека се работи за неуставна законска регулатива со која треба да ги пререгистрираат странските програмски сервиси во рок од 60 дена и да гарантираат за авторските права на програмите, им порачаат да се обратат до Уставниот суд, а не да ги прекршуваат правата на гледачите. Оние кои произведуваат програма знаат дека екранот е светост. Кон црн екран применуваат само оние што не знаат колку е тешка работата да се произведе гледана и квалитетна содржина. Туку се научени без никаква надокнада да преземаат содржини и од тоа да прават профити. Особено сме изненадени од самоволието на Deutsche Telekom и A1 Австрија, како убедливо најголеми оператори, бидејќи знаеме дека овие компании не би ни помислиле да сторат вакви кривични дела во нивните држави. Остра реакција и од Сојузот на стопански комори. Го осудија потегот на операторите, ги упатија проблемот да го решаваат со институциите, а не на грбот на граѓаните. И министерот Дамјан Манчевски тврди дека се работи за повреда на законот. Програмата можела да се стопира без дозвола на корисниците само поради реконструкција, модернизација, одржување, технички пречки или недостатоци на мрежата. Казните за ваквиот прекршок изнесувале 20.000 евра и дополнителна забрана за вршење на дејност до 3 години. Граѓаните можеле да побараат надомесна штета. Манчевски оптимист дека проблемот ќе се реши пред состојбата да ескалира. Јас и вчера пишав и статус на Facebook, но издадовме и соопштение од Министерството дека се работи за прекршување на членови од Законот за електронски комуникации. Без разлика, ние денеска ќе оствариме неколку средби со заинтересираните страни за да што и да се случува не биде на грбот на граѓаните како што тоа беше вчера. Неговата дополнителна заменичка Невенка Стаменковска вината ја гледа кај власта на СДСМ затоа што со нетранспарентно носење на законот во февруари и уредбата со законска сила во мај предизвикала потенцијален медиумски мрак. Инаку операторите се закануваат дека ова е само почеток. Делумно ќе исклучуваат програмата се до 8 август, кога речиси целосно ќе го затемнат медиумскиот телевизиски простор.